Што зборуваме? За буџетот општина Битола. Няма. Пари нема. Факто е дека нема пари. Вие може да набедувате колку што сакате. Вие и колешката станате и кажувате дека во клиничка болница има инвестиција на влада на Република Македонија. Горе. Признаваме горе. Јас порачувам. Дај Боже да нема ич болни. Нека биде како што треба болницата, нека нема ич болни. Меѓутоа фактите кажуваат нешто друго. Квалитетот на животот нечи ни почитувана колешка, не е квалитетот на болницата. Секој ден имаме се помалку и помалку луѓе живи, затоа што бројот на мртви се зголемува. Ова е страшно, ствари се страшни показатели. Самите сме сведоци на се околу нас, така? Зошто? Кажем, квалитетот на животот нечи. А зошто нечи и квалитетот на животот? Значи се почнува со пари. Ако човек нема пари, нема храна, нема облека, нема уживање, нема ништо, ојде ја го испрати. Тие се факти. А вие може да не убедвате дека не знам што се направи. Кој се модрови, автобуски постојки, не знам уште колку проекти што има. Ги нема бе луѓе, ги не. И не држи она вашата констатација, ќе направи. Доставе со тоа ќе направиме, дај што направиме. Јас велам од тука, ние кој ќе дојме, ќе направиме нуклеарна централа на Барино. Нема да ја направиме. Оти е нереално остварено. Велите инвеститори. За кои инвеститори збораме? Јас не слушнав инвеститор тука, единствена Кромберт и Шуберт што имате во Шабели, каде што слушнавме и од така наречените, после ќе му одговорам на колегата бомби на опозицијата, каде што таму давате и социјалните придонеси им ги плаќа државата. Тоа не е инвестиција ако тој не плаќа придонеси, а вработува со нив. Што со тоа ние допринесеме? Тој не враќа пари на државата. Утре други ден кога ќе искористи максимум ќе си замени, како што си замени Джонсон Контролс. Ако беше толку убаво немаше да замени. За кои проекти збораме? За кружниот тек, овој што го направивме мостот чудо, промашена инвестиција. За овој другиот мост овде каде што не постои нигде во вашите проекти. Кои се? Тие се видни вишаш што ги гледам. Не гледам ништо друго. Цело време ми кажувате, ќе го земеме кредитот по касарната, ќе направиме не знам таму инфраструктура. Зошто ете ги вашите инвеститори? Прашајте го ГП Пемистер, Битола, ваш човек е таму, го слушнавте во тие бомбите. Зошто не гради таму? Ете го. Бившата полека, бившиот ресторан Вардар го има купен. Оти човекот да инвестира. На кој ќе му ги продава тие? На кој ќе му ги продава тие станови, ве прашувам? Нема бре луѓе, нема. Се иселија. Овде, наден се повеќе има бугарски пасоши, луѓе што земаат. Еве, на колку метра од тука. Ќе одиме кога сакате, ќе видите колку луѓе чекаат пред бугарската амбасада. Заминуваат луѓе, заминаа младите, ни ги нема. Ни овде популација, останаа пензионери, оние што колективно ги вработвате, како што рече колегата. Абе не трпи кој ти рек, не може кој да се вработва. Не оди работава 185.000 администрација. Во која држава има такво нешто? Освен во Македонија. И ние се фалиме овде дека се било како што треба, не е како што треба. Нечи, тоа сакам да го признаете. Знаете и вие. Само не сакате да признаете дека е тоа така. Овие се факти. 10 милиарди евра борчи Република Македонија. Ако борчи Република Македонија, ќе борчи општина Битола. Ние живееме во Македонија, не живееме надвор државата. 5,6 милиарди почитува на колешки спомена финансиот пат на дворешниот долг на РМ. Плюс 3,5 до 4 милиарди евра на трешниот борч кој се уште јавно не го знаеме колкав. За вчера еминетли да ни биде кажено дека последнова година Република Македонија ќе се заложи со нови 380 милиони евро. Тие се инвестициите колешко. Кај се парите? Недомакинското трошење на централно ниво. Го слушнавте, почитувам колега, прашавте дали се бомбите виновни. Де се бомбите виновни? Тие што се актерите во бомбите. Тие дојде со оваа ситуација до тука. Тие што ги слушавме, значи врвот од Скопје, ние колку сакаме можеме да ги браниме. А дали се автентични, ние не навредуваме овде, никого не сакаме да го навредиме и да кажеме дека е виновен или не е виновен. Си има обвинителство, ќе каже дали се тие точни или не се точни. Може и ние грешиме, како се прибавени, како се најдемо, ќе си кажеме обвинителството. Меѓутоа, ние пари немаме. Државата ни е на колени, општината ни е на колени.
Навече што можеме да сретнеме, почитувани колеги, само луѓе што ги шетаат домашните мириничи, ги нема луѓе. Младите едва ќе соберат некоја банка и излезат во петок или сабота да купат по една пијачка. Таа ни е вистинската ситуација. А можеме да се убедваме овде колку што сакаме. Колку што сакаме можеме да кажуваме. Иди први пенсионери да чекаат да земат пенсија ондеке за да можат да платат сметки. Ние велиме кога ќе направиме, нема да направиме. Не можеме да направиме. И вие знаете дека не можеме. Ситуацијата ни е така. Значи можеме, не знам, до 500 нешто да зборуваме, да се обвинуваме, кој е поголем католик, папата или ние. Мисля, ова е факт. Јас не знам што друго би требало да дискутираме. Вие можете сега на мојата дискусија да ми вратите, па јас пак ќе се вратам, па ќе се обедваме до бесконечно. Нема пари, не. Се е потрошено. Не домакинското, или домакинското работи. Најработчани. И сомим на ова парламентарно советничко мнозинство да на тоа ситуација. Пауза, тек